Екипата на новиот прволига женскиот фудбалски клуб Кочани веќе трет ден е на висински подготовки на Пониква на Осаговските планини. По 10 години ова е втор пат фудбалерките на некогашниот државен шампион батериите за новото првенство да ги полнат на надморска височина од околу 1500 метри, што е знак за сериозноста на управата да се одработи квалитетно во подготвителниот период за што поуспешен старт во првенството. Младата и полетна екипа престоива во елитниот хотел Магнолија и тренира 2 пати дневно, наутро и попладне, при што се работи првенствено на физичката подготовка. Веќе трет ден работиме активно на спортско-рекреативниот центар Пониква. Значи работиме по 2 пати на ден. Први тренинг е во 10 часот, вториот е во 17 часот. Се работи на подигнување на физичката издржливост кај девојчињата. Се работи со вежби за координација, истрачувања. Девојките се сега за сега дисциплинирани, редовно ги извршуваат своите задачи и се надеваме дека вака ќе продолжиме и до сабота кога се враќаме во Кочани и после 2-3 дена одмор започнуваме со тренинзи на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани и во план сме за одигрување на неколку контролни надпревари. Првиот дел од тренингот се одвива тука на овај терен, додека подоцна ги користиме патеките кои што се низ Пониква, значи трчеме највеќе километража до 6000 метри, потоа повторно се враќаме тука, го обработуваме третиот дел од подготовките и девојките одат на одмор после. Фудбалерките ги исполнуваат сите поставени задачи на тренерите, за што придонесуваат и изворедните планински услови со чист воздух и пријатна свежина. Ваквиот тип на подготовки мислам дека се еден од поклучните фактори за укомпонирање на екипата, создавање на спортски дух. Сите играчи и фудбалерки се заедно цело време се под режим и на исхрана и на тренирање и мислам дека еден ваков вид на припреми ќе добро придонесат за успех понатаму во првенството. Дека во овој планински амбиент ништо не е тешко, потврдуваат и фудбалерките на кои дозата на еден тренинг им е над 6 километри. Јас сум Марија Бојкова, доаѓам од Кавадарци и сум овогодишен член на ЖФК Кочани. Мило ми е што сум дел од оваа екипа. Засега условите се одлични, имаме доста амбициозни тренери. Тренинзите се напорни, па полека но сигурно очекуваме успех. Јас играм долго време фудбал, но со оваа екипа мислам дека е голем предизвик и мислам дека ќе успееме. Тренинзите се доста напорни, но имаме, како што кажав, доста амбициозни тренери, па ние како екипа сме многу упорни. Ти си едно од новите заслувања на ЖФК Кочани? Да. Што очекуваш? Па со вие напорни тренинзи очекувам многу подобар успех од претходно што имале. Така, на која позиција играш? Јас играм крило. Десно крило, да. Така. Може да очекуваме голови од тебе? Па доса така Имало, беше, па сега ќе биде се и надевам понатаму. дека и во иднина така ќе биде. Тренинзите се напорни, тренираме по 2 пати во денот, ама се надевам дека не ни представува тоа проблем и дека со вие тренинзи можеме многу повише. Како се викаш? Анастасија Илиевска. Ти си фудбалерка на ЖФК Кочани. Да. Како ги оценуваш овие подготовки? Дали се стекнува добра кондиција? Да, се стекнува добра кондиција и ова е супер за нас. Да. На која позиција играш во екипата? Па играв лев бек, но Можеш и на други позиции. да, очекувам да напредуваме и за тек на време да освоиме нешто. Годинава веројатно најуспешниот кочански спортски колектив на Пониква ќе остане до 13 август, пошто подготовките со контролни надпревари продолжуваат на стадионот Никола Мантов.